Јас како Димитар Стевананджија, пратеник од Прилеп, немам мандат да поддржам промена на Устав. Затоа што ниту еднаш во мојата програма, ниту 2011-та, во 2014-та, 2016-та, кога што сум го црпел легитимитетот од моите бирачи од 4-та изборна единица, не сум им кажал дека ќе гласам за промена на името на Република Македонија. Можеби, со распишувањето на изборите во понеделник, следниот парламентарен состав, кој што во кампањата ќе го нуди и ќе го промовира тоа, ќе има можност во најкраток можен рок да го направи тоа. Но ние, 120 пратеници од овој парламентарен состав, вклучително и они од Социјалдемократскиот сојуз, немаме мандат да го направиме тоа. Затоа што не сме го ветили. Ако сакаме да бидеме принципијални политичари. Ако не, тогаш секој има право на сопствено убедување, кој што треба да им го објасни на своите избирачи. Обидот ова да се објасни беше направен на 30 септември. И народот одлучи. Референдумот е неуспешен. И со тоа, како што вели врвниот професор Тони Десковски, еден од условите за прифаќање на овој договор е пропаднат. 600.000 гласачи во Република Македонија не се доволно за да можеме да го смениме Уставот на Република Македонија. Не сакам тука да навнегувам во постигнувањето на светските и на европски рекорди во брзинско гласање, затоа што никој од моите колеги не го потенцираше полнењето на кутии. Како е можно во 120 минути на 4 секунди да гласа по еден гласач? Јас не знам. Но сигурно тоа го знаат жителите во оние избирачки места каде што имавме таков случај. И никој не го потенцира тоа досега. Како во Прилепско Десово, во Прилепско Црнилиште, во Сарај, во Арачиново, успеа гласачите да бидат наредени во колона и за 4 минути да се легитимираат со својата лична карта, да бидат најдени во избирачкиот список, да бидат прснати на палецот дека гласале, да одат зад параванот да гласат, да се вратат, да ја земат личната карта и да го остварат своето право на глас. Никој не го потенцираше тој момент во оние 600.000 гласови. Колку такви гласови имаме и со тоа колку би била намалена излезноста. Но тоа е прашање кое што треба да го решаваат други органи во Република Македонија. Не сакам да дебатирам, но може би треба да се објаснат тезите дека стручната и академска јавност објаснила дека овој референдум е успешен. За мене, по ова прашање, стручна и академска јавност не е ману. Верувајте, не е. Ниту пак Сојузот на борци или пак оние поддржувачи на починатите партизани и оние кои што во Прилеп и Куманово во 1941 година го означили почетокот на борбата против фасиштичката окупација. За мене, стручна јавност е македонскиот гласач. А тој си го кажа своето. Би сакал во една реченица да го опатам и референдумското прашање. Јас досега не сум видел ниту некој логичар, ниту некој филозоф, ниту некој странски експерт да може со еден одговор да одговори на 3 прашања. Затоа што математичарите знаат 8 комбинации има кога имате 3 прашања. И бидете убедени дека сите оние кои што не излегле да гласаат, кои што се двумеле, или оние кои што гласале против овој договор, биле со една мисла. Да, сите сме за Европската унија, сите сме за НАТО, но не сме за прифаќање на овој договор, кој што морам да потенцирам, се уште не е излежен во службен весник. Ние зборуваме за нешто што не постои, за нешто апстрактно и си дозволуваме врз база на тоа да пробуваме да го менуваме Уставот. Тоа за мене не е коректно и затоа уште еднаш ќе потенцирам. Може би ќе биде коректно за некои идни пратеници, кои што ќе знаат дали во декември, дали во јануари, дали во февруари, што му ветили на своите гласачи и што треба да направат.